Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово започна со реализација на проектот Спорт за сите деца, кој се однесува на дијагностичко тестирање на моторните способности кај учениците во општина Куманово. Дијагностичкото тестирање е важен чекор кон идентификување на спортските таленти и проценка на нивниот здравствен и физички развој. Со планираната стратегија, ова тестирање ќе стане редовна пракса која ќе ги подготви идните генерации за поздрав и поактивен живот, а општината Куманово ќе ја стави на врвот во Македонија по грижа за учениците, велат надлежните од Општинскиот сојуз на училишен спорт. Проектот за прв пат се реализира во Куманово, но и на ниво на државата. Со него ќе бидат опфатени сите ученици од 6 до 9 оделение и од средните училишта до крајот на следната година. Развојот на спортот континуирано го поддржува и општина Куманово. Овој проект за прв пат стартува во општина Куманово, но и во наша држава Република Македонија. Ќе го фатиме сите ученици од 6 до 9 оделение. До крајот на 2026 година ќе бидат асистирани сите ученици од основни и од средни училишта. Нормално ќе почнеме квартално по училиште, каде што ние веќе завршивме 2 училишта, преминуваме сега на ова средно училиште и гимназија, ќе бидат опфатени сите ученици, каде што ќе се покажат нивните параметри, нивната спремност, издржливост, флексибилност и така натаму, и ќе ги посочиме кон по овие параметри кон колегите по физичко, по некои спортови да се насочат на право место. Отстапуваат ли македонските ученици од европските? Уште не сме влегле во тие училишта, но тестирањето сега е почеток, па ќе видиме резултатите кога ќе сумираме на крајот на школската година и на 26-та и ќе споредиме со некои држави од регионот каде што има тестирање, да се направи споредба. Значи сега поугојност има кај децата, флексибилноста е послаба, брзината е намалена, така да самиот проект при крајот на година ќе ги даде конечните резултати. Покрај ограничен број на податоци, на мерења што се направени во Македонија, веќе подолг период, значи последни 2 декади сме на самата опашка во физичка подготвеност кај дечињата во Европа. На едно тестирање што 2010-та, тоа е доста сериозно, сме последни споредено со сите држави во Европа. Значи во врв не сме биле никогаш според физичките параметри, но на што се случува е голем процес и сега ни треба други податоци да се види, треба редовно мерење на сите оние, да кажеме, параметри, па да се види што може, до кај сме и што треба повеќе да се направи. Имаме, например, физичко сега тандем настава, професор и учителката, да се треба да се следи тие генерации што почнале, што имале физичко така, дали после тие години ќе дадат и дали е тоа доволно за да се нешто промени или треба нешто повеќе. Бидејќи во овие декади нема направено ништо, иако имаше загрижувачки истражувања што кажа според деформитети, значи огромен број процент на деца дека има деформитети, но не е направено. Значи треба да претрпат измени, значи самата програма може и физичко, што е физичко здравствено образование, да посериозно се пристапи во поглед на пример на деформитети, во поглед на гојазноста. Значи ние имаме програма што е базирана многу на спорт, на учење на спортски техники, а доаѓаме до тоа да имаме поразителни резултати во основното, да кажеме, во здравје или во основно нешто што е во физичка подготвеност. На покана на Општински сојуз на училишен спорт денеска заедно со раководителот на сектор за образование сме тука да видиме показни вежби за она што го прават припадниците на Општински сојуз на училишен спорт, а тоа се мерења што се многу ретки во нашата држава за кондиционата спремност на учениците. Овие мерења ќе каже повеќе претседателот Маријан Нојковски, меѓутоа јас сум фасцинирана што не се прават во општа Македонија и се почеток за Куманово да се прават и на тој начин покажува дека суштински работат во развојот на училишниот спорт, односно во едноставно кажување на учениците кој за кој спорт. Уште од најмалите нозе, мерења се веќе направени во неколку основни училишта, веќе започнуваат со средни училишта и мислам дека се добра база на податоци ќе направат за да може да се определат учениците за кој спорт највеќе ги бива. Општина Куманово ова година со буџетот предвиди повеќе $500,000 денари, затоа што и јас лично како претседателка на Совет сметам дека ова гарнитура сега што го води училишниот спорт неполна година дена се навистина луѓе што се посветени да придонесуваат во развојот на училишниот спорт.